Откуп на ориз се уште нема, а оризарите оставени во лоша состојба. Велат во периодот кога најмногу треба да се продава оризот, односно во месеците декември и јануари. Откуп нема, па ситуацијата алармантна. На 20.000 тони оризова арпа стои во амбарите, а оризарите чекаат пристапна цена и добра волја од страна на откупувачите, за да може да го продадат својот ориз. Негде околу 24.000 тона имаме оризова арпа. Од тие ние рачунаме дека околу 40% се откупени, али тие 40 ги допунуваат реколтата од 22 што ни се задржа со 23 и 24 и така да скоро да сме тук. Нема откупувано. Тоа што го имат на почетокот земано во септември и во октомври, повеќе беше нивна роба, односно нивни ориз кои исто откупувачите си имат и своји површини, така да тие ги наполнија амбарите со нивни ориз. За жал не го продадува, а сите знаеме дека оризот се продава најмногу декември и јануари. Значи, овие месеци ги испуштивме тие продажни и сега ќе бидеме во многу тешка ситуација. Иако се задоволни од новата мерка на владата, како и од фактот дека за прв пат им се исплатени субвенции, вела дека не е добра ситуацијата со оризопроизводството. Долговите во аптеките и институциите стојат, бидејќи оризовата арпа не е откупена и немаат пари да се раздолжат. Оваа динамика на откуп, мислам дека 50% од реколта 2024 ќе остане. И тука е најголемиот проблем. Иначе државата, јас сум многу благодарен, такви субвенции до сега не сме имали да се разбереме. 6 денара, по 600 кила тоа со 3600. И значи редовните негде околу 9 денара се плаќа по килограм ори. Мислам дека тоа до сега не е било историјата. Благодарност до премиерот, да кажувам, а со откупувачите не знам кој може да се расправа со. Се уште ситуацијата не е добра со оризопроизводството, бидејќи нема откуп како што треба да биде. Откупот е многу мал, всушност и нема откуп, но се уште се и калкулира со цената. Јас сметам дека треба барем да се држат до производната цена. Барем до производната цена да се држат. А тоа е? Тоа е 27 денари. Оризарите од Кочанско изминатиот период остварија средба со министерот Трипуновски, со цел да се најде решение за откупот на ориз. Ке почне да се купува и за стоковите резерви, со што се очекува да се намали количината оризова арпа, која сега стои во амбарите.